За политиката се вели дека е уметност на возможното, додека пак таа се уште е сцена каде што се среќаваат претежно мажи. Согласна е да и прекосиме на оваа реалност, така што денес ќе зборуваме со две жени на тема како уметноста влијае врз политиката и воопшто врз општеството. Бидејќи тргнуваме од поентата дека поубав свет е можен и неопходен. Јас сум Джева Мелиева, денес ќе разговараме со Марија Трпеска и Марија Грубер. Здраво! Мари! Здраво! Добро дојдовте во Гласни идеи. Да ве најдовме. Убаво е да си тука. Марија, прво почнува со тебе, ти си академски сликар. Твоето ателие се наоѓа тука во социјалниот центар Дунја, па кажи ни нешто за тоа како се одвива твојот ден, како со кои предизвици и потешкоти се соочуваш при твојата работа. Благодарам на поканата да бидам дел од денешнава емисија. Она што е за мене предизвик како уметник или како ликовен автор е тоа што се бавам со социјални проекти, тоест портретирање на личности кои што на некој начин се поврзани со уметноста, а во исто време се маргинализирани од општеството и бавејќи се со нив преку мојата работа се трудам да спознам повеќе за уметноста и за нив што е тоа што ги тера или што им е таа движечка сила да се бават со уметност. Благодарам. Марија, исто и ти работиш, мислам дека по професија, како психолог, во исто време се бавиш и со фотографија и поезија. И со една страна ја познаваш и човечката душа, од друга страна ги следиш општествените случувања и сигурно тоа е голем предизвик. Потаму сакам да те прашам дали постои уметност надвор од општеството и како општеството влијае врз твојата уметност, да кажем, на поезијата и фотографијата. Да почнеме со разговор за дали и колку уметноста може да биде надвор, издвоена на одреден начин од општеството. Мораме да почнеме од една зајачка дупка која се вика дефинирање на што е уметност, во која што јас не се фаќам никако, не влегувам таму никако. Да, може на кафе муавет дискутираме околу тоа што е уметноста, меѓутоа никогаш не би си ја земала таа ароганција да баш јас, нели, да апсолутизирам една дефиниција и да се држам за неа или да ја наметнам. Така да ова прашање би го толкувала низ некакви генерални рамки што уметноста значи за нас, нели, во однос на општественото. И мислам дека постои уметност надвор од општеството, а во исто време не постои уметност надвор од општеството. Што сакам да кажам се состои во тоа дека уметноста може да не биде социјално ангажирана, односно социјалниот ангажман на истата не го сметам за фокална точка сама по себе најважна од сите други кога проценуваме уметност за било какви сферхи. Го сметам за подеднакво важно како и естетиката како вредност или оригиналноста и се што доаѓа понатаму. Меѓутоа, за мене лично е многу значено кога уметноста ја содржи таа компонента. Јас гравитирам кон таква уметност и од секогаш сум го правила тоа уште од моите почетоци со поезијата. И мојот восхит кон великаните на социјалната поезија како Рацин или Караманов или Лорка и така натаму. Меѓутоа тоа е една моја димензија, нешто кое што јас го барам од уметноста, со која што доаѓам во контакт и со која што сакам да загризам подлабоко. Од друга страна, мислам дека во денешното општество имаме уметност од секаков вид, имаме многу проширени категории, имаме многу разновидност, голема разновидност и на уметници како потенцијали или на приказни кои што сакаат да ги раскажат. Така да денес можам од некој аспект да забележам дека заедницата како концепт еродира и заедницата како концепт се распаѓа и некако мојата генерација не чувствувам дека има социјална кауза која служи како обединувачки фактор за тоа што ние денес го твориме и живееме. И на еден таков начин мислам дека отсуствува социјалната поезија, отсуствува социјалната компонента се повеќе и повеќе. Значи погледната наоколу никој веќе не зборува за сиромаштија. Јас веќе не читам поезија за сиромаштија, поезија освестена за класни разлики. Мислам дека се помалку се ангажираме со тоа и тоа го гледам како одраз на некои поголеми културолошки и општествени сили кои што дефинираат, да речеме, оваа кохорта и оваа генерација. Од друг аспект пак,
не може да постои уметноста без општеството, затоа што секако од него произлегува и во него се враќа, каде што ќе биде примена, изџвакана и размената и така натаму. И секогаш, мислам, ако гледаме кој го создаде ова дело, зошто, како, во кои услови, дали тоа му беше возможено или не, што стои позади креацијата и какви техники се избрани, во сето тоа можеме да го видиме општеството и општествените фактори, како сето тоа го обликуваат на еден начин. Така да, например, можеме да земеме една прва збирка поезија на млад поет и да видиме дека во неа нема никакви референции кон социјалното само по себе. Меѓутоа, ако видиме како била створена таа збирка, ако видиме дека тој млад поет никогаш не можел да добие поддршка од Министерството за култура или од издавачите затоа што е непрофитен во Македонија во овој момент, ако видиме цела траса што стои позади таа збирка, како се случило и како поетот, како да кажам, совладал многу препреки за на крајот својот инат да се обиде да трансцендира над општествените вредности во времето и да ја издаде независност таа своја збирка. Така да сакам да кажам, делото од прв поглед може да го нема, да ја нема таа компонента, меѓутоа позади него секогаш општествените односи се тие што калибрираат и одредуваат што како ќе биде произведено, кога, зошто и за кого. Така да тоа би било мојот одговор. Како во секоја сфера исто и во ова, значи материјалните околности се тие што дефинираат на крај што ќе се случи. Да, макар и да се некак во облик на скриена сила, која што не можеме во моментот да видиме, да, мислам дека дефинираат дефинитивно. Добро, благодарам. Ари, јас сам вратила на тебе, се од кога веќе тоа општествената тргнавме кон политичката сфера. Веќе не, мислам, многу малку постојат карикатури, стрипови, што порано, мислам, многу често ги среќававме по дневните весници. Што е според тебе причината зошто веќе нема такви изданија на карикатури и стрипови кои што во минатото беа главни критичари на политиката? Што ги замени? Па мислам дека нема дневни весници како прво. Нели во печатено издание. Второ, нели со појавата на електронските медиуми, платформи и така натаму, дури можам да кажам со глобализацијата се наметна други форми на изразување, тоа се мимовите или мемињата, популарно прифатено, општо прифатено, и гифовите како такви. И сите се претворивме во креатори на нели хумористични содржини, нешто што сакаме некого да исмееме или да навредиме и така натаму. Значи се случува едно изобилие што трае можеби повеќе од 10 години и тоа е еден феномен кој што не можам да кажам дали е добар или лош, или е ваков или така. Можам да кажам дека е општо прифатен, како форма на изразување. Така да ако предходно ти треба да си многу вешт цртач, илустратор, за да бидеш карикатурист и сето тоа убаво да го смислиш и да го спакуваш, сега се презема готова слика која што се става од еден контекст, се вади и се става во друг контекст нели. И тоа е тој начин на комуникација кој што денеска е доста популарен и затоа се тие такви форми, да речеме, веќе не се во тренд или не се популарни. По-лесен начин да стигнеш и по-ефтин, било нарекла јас. Добро, постојат ли други ликовни изрази кои што денес може да послужат како критика на општеството, на системот? Апсолутно да. Дури постојат интервенции во јавен простор кои што од време на време ги гледаме, ги забележуваме и колку и да не сакаме, ни влијаат. И дај Боже да влијаат, тоа им е целта, тоа е нели поентата на правење на интервенции во јавен простор, за тоа да биде јавно видено, забележено и да човек да малку да подразмисли, нели, не на темите кои што се, нели, мејнстрим. Да биде шокирано општеството. Така, да. Мада е тешко малку да шокираш некој во денешно време, затоа што се неколку години наназад имаме ние скандали, нели, редум, кои што ние не реагираме, едноставно се
се случува една таква ноншалантност, апатија точно за во врска со било каков нели општествен проблем и така да тоа е. Многу е тешко во денешно време и да си уметник и да си активист во таа смисла на зборот. Марија, ти за време на студентските протести беше доста активна, се сеќавам и на твој говор, па дали поривот за поезија се појави тогаш за време на активизмот или постоеше претходно? Па не би дошло некако обратно. Поезијата го инспирираше можеби активизмот, мислам би го рекла тоа, сосема веродостојно ми звучи сега од денешна перспектива. Всушност пишувам од многу рана возраст, мислам сум се занимавала и со други видови на уметност. Фотографијата продолжувам да работам со неа и до ден денес. Меѓутоа пишувањето за кратко време ми стана доминантното средство за изразување, уште на баш онака рана возраст и таму одлучив дека најдобро си го слушам гласот на крајот на денот. И таму одлучив дека имам највеќе простор за експериментирање, за она што мене ми треба и тоа што го сакам. Така да дефинитивно како акумулативно со текот на годините кога дојдов на факултет и кога ми се пружи слободата и платформата да креирам и да ко-креирам заедно со моите колеги и со други луѓе, дефинитивно поезијата беше она што изби на прв план и творев доста во тој период, творев доста социјално ангажирана поезија всушност, баш беше испреплетена со сите тие нешта, со сето тоа што го преживував и беше еден многу интересен процес каде што се креира дело кое што има директна рефлексија на општествен процес и обратно, едноставно се случуваше еден многу интересен процес за мене. А баш тој говор кој што го спомнуваш за мене е повеќе поетски изблик отколку било што друго. Затоа што ако ја немав поезијата како канал, како медиум сите тие години уназад немаше да имам каде така јасно и автентично да го позиционирам својот глас. Така да поезијата ми даде одличен терен за игра и потенцијалот за општествена промена на некој начин низ поезијата можев да го пренесам многу полесно до како да кажам, не би рекла публика во тој случај, меѓутоа нели до луѓето кои што се околу мене, со кои што сакам да искомуницирам одредена идеја. Реално поезијата ја има таа магична моќ. Не знам како на пример за време на движењето на суфражетките, поезијата е еден од оние средства кои што ја пренесуваат нивната порака многу моќно, зашто тие сваќаат дека ако не пишуваат интелектуални написи, туку наместо тоа ги во стих ги слеат, тоа ќе биде многу повпечатливо за нели умот на просечниот човек кој ќе го чита тоа и нивната порака ќе стигне многу подалеку едноставно. Така да баше има многу такви ситуации мислам во општеството каде што уметноста на таков начин се има најдено како катализатор баш во правото време, за таа порака да биде многу помоќно и подобро поентирана и постигната, онам каде што треба да го има својот ефект. Втор дел од прашањето имаше ли? Одговорив се. Ми те прашавам да допрашувам уште нешто, значи ние спомна социјалната поезија и дека така и си почнала да пишуваш. Дали помина времето на Кочо Рацин, на Лорка, го спомна на Назам Хикмет или дали повторно може народот да се мобилизира преку поезија, преку социјална поезија, дали таа би станала повторно револуционерна? Твое чисто мислење. Верувам во тоа, многу верувам во тоа, зашто знам, вбедена сум дека секоја генерација на некој начин ја носи својата револуција или го носи своето семче. Темите може да бидат различно, моментот каде на површината тоа ќе избликне, може да биде различна позиција за секого, меѓутоа верувам до ден денес во револуционерниот потенцијал на поезијата и всушност ова прашање и оваа тема ми беше најпредизвикувачка за размислување, како и кога ќе се врати популарноста на социјалната поезија или низиното двигателско, баш на двигателски потенцијал. Немам точен одговор баш како би можело да стигнеме до таму. Веројатно со многу творење и со многу отворено творење, искрено и автентично. Оптимистички гледам, дефинитивно оптимистички гледам на тоа, иако трендовите што јас можам да ги забележам во нели последни години или децении се претежно кон поинтимистичка и мислам навистина пред скоро време бев фасцинирана на една шпанска поетеса која што имаше песна што се вика Како сака сиромашниот. И песната почнува сиромашниот сака со рацете. И баш една прекрасна песна и ја прочитав и помислив, никој веќе не го прави ова, колку е ова ретко да се види сега. Ама се уште ги има, дефинитивно ги има тие изблици и ги има луѓето кои што ќе се соберат околу тој навистина автентичен изблик на креативна енергија, каде што пораката ќе прозвучи, ќе прострои. Мислам дека поезијата нема да изгуби таа моќ. Се надевам.
Марија, се вратила на тебе, само ова е прашање за двете веќе. Како околината, значи средината влијае на тоа кога ќе кажете дека се бавите со уметност? Дали постојат предрасуди или па постои мотивација од страна на обкружувањето? И не знам, може да спомнете некоја ситуација, ако сакате, интересна, лоша, добра? Обично мислам има стереотипи за уметници и од тој аспект ве прашувам. Точно, стереотипно размислување за, да, остај го овој уметник. Или што си ти уметник? Па добро. Тоа ништо не работиш ти. Да, како не, да се работи нешто. Да, тоа е првиот, нели, муабет што се случува кога некој те запознава. Мене искрено не ми пречи, заради тоа што можам да разберам дека луѓето не разбираат колку е сериозна нашата професија, како и се друго во општеството што е, нели, со аномалии, со се нешто, така да уметноста е ставена на ептен, последно место, заборавена, а би требало да е, нели, некаде на почеток, како да речеме. Какво ни е општеството, таква ни е уметноста. И со тоа јас барем имам повеќе разбирање од за луѓето, без разлика дали они имаат разбирање за тоа што го работам, колку е тоа сериозно, затоа што во денешно време навистина е аскетска работа да бидеш уметник и да не профитираш од тоа. Ако си ликовен автор и ако не се твоите дела за продажба, тогаш е навистина аскетска работа во смисла дека ти требаат средства, ти мораш да ги заработиш од некаде, мораш да ги, нели, мораш сето тоа да го реализираш, да го создадеш како што си испланирал и сето тоа да биде препознаено од одредена публика. Така да мотивацијата сепак е од самите себе. Ако ние не осеќаме, ако не чувствуваме внатрешен порив за да работиме, џабе се и сите услови. Еве, јас ја имам среќата да имам ателие, така да ви бидам цимер, но многу мои колеги немаат место, немаат таа среќа да имаат простор за работа, а имаат потреба. Тоа на времето било поинаку, им се давало ателиеа на уметниците, сега тоа не постои. И се снаоѓаш како знаеш. Сега тие што се најхрабри, најупорни, да речеме, за да се создаде една револуција, да речеме, за да исплива некаде уметноста на почеток и да се препознае како таква, сепак си наоѓаат начин како тоа без простор, без средства, сето тоа да го артикулираат во добро ликовно дело, да се изработи. Марија, ти истото прашање за тебе. Да, не би можела да кажам дека сум се соочила јас лично со предрасуди, например, како писател, како поет, да речеме, претежно таа гранка. Можам да кажам всушност дека со позитивна дискриминација сум се соочила од аспектот на па вие уметниците и поетите или писателите некако као митски суштества, вие имате такви таленти, вие сте избрани. Јас никогаш не би можел тоа. Тоа што јас никогаш не би некој таков став знаат да имаат напати луѓето, како да е тоа стварно некаква магична способност со која што се раѓаш и ти си мистично и оддалечено суштество од другите. А мојата работа, меѓу другото, тука се поврзува секако психологијата со сето тоа, мојата работа секогаш сум сметала како дел од мојата работа дека е да ги мотивирам, инспирирам и да приближам на луѓето да се бават со тоа. Например, како пола од времето што го минам како психолог, всушност
ги им го презентирам концептот на пишување на луѓето како алатка за себе разбирање, себе спознавање, себе истражување, како простор кој што никој друг нема да им го даде, меѓутоа точно таму може да појдат и да кажат се, да отворат уста и да изблујат се ако ништо друго. Не мора да создадат никаква совршена уметност. Она само да ги мотивираш луѓето да почнат, да копнат, да издржат таа 5, 10, 15, 30 минутна пауза и тишина сами со себе, дека не пробие тој зид и дека не дојде текот на мислата или што и да е. Така да тоа баш си го сметам како една од мисиите на некој начин, затоа што сакам луѓето да имаат повеќе арсенал, поголем арсенал на средства кои што ќе ги искористат и за себе разбирање, меѓутоа и за рефлексија кон општеството. Затоа што навистина тоа е важно. Не ми се допаѓа да гледам општество каде што луѓето се двојат на елитни уметници и народ. Сакам едноставно да ги направам тие алатки многу подостапни за луѓето кои мислат дека немаат што да помислат сами, кои мислат дека немаат сами што да понудат, а никогаш не е така. А не па да дадат критика. Значи, навистина тоа е еден процес каде што се самостојуваш, го запознаваш својот глас, го слушаш, стануваш самоуверен во него на едно доволно ниво, па да дадеш критиката кон општеството или кон било кој надвор чинител и актер социјален. Значи мора да се работи на некој начин кај луѓето да се поттикне и таа отвореност прво, таа отвореност сами за себе, толеранција сами за себе, запознавање сами на себе и градење на некаква позиција од која што утре ќе можат и да вратат еден одраз назад кон општеството од кое што тргнале. За на крај би ве прашала дали сакате да споделите нешто на кое што сте работеле или ќе работите. Марија, знам дека ти имаше некој проект со бездомно лице. Да, тоа беше мојата прва изложба. Каде што работев заедно ја остваривме првата моја самостојна изложба, која што се вика Слободен влез. Понатаму во моментов работам еден проект кој што е со моја пријателка, која што нема формално ликовно образование, а се бави со ликовна уметност. Она многу сака да се декларира како ликовен уметник и се поистоветив со неа без разлика на формално-неформално, дури и тој дел е во процес на истражување, каде што истражувам која е разликата помеѓу уметник со формално и уметник без формално ликовно образование. И можам да кажам дека го делиме истиот порив, истата страст за создавање. Дури она ме победува за сега, она води, со тоа што таа прави хиперпродукција. Јас малку не се бавам со хиперпродукција, кај мене е тоа малку да речеме, по-бавно темпо, по-долгорочни истражувања и така натаму. Она е во импулсивно создава и така натаму. Тука е таа наша разлика и затоа ја одбрав неа како лик кој што сакам да биде да интервенира врз мое дело. Тоа е поентата на целиот проект. Одлично. Да. Баш интересно. Да. Марија, ти нешто правиш? Јас сум во интересна фаза. Баш пред некој време имав едно интервју и тогаш сватив дека така некако по фази ми се одвива поетскиот развој. Во смисла дека почнав со пишан збор кој се чита и на тој начин се восприема. Продолжив во spoken word poetry, тоа што би го нарекле на англиски јазик, а по-концизно и по-конкретно слем поезијата. Значи, во одреден период од 2013-14 година почнав интензивно да работам на тој тип на поезија која што е наменета да се чита, наменета да се изведе, да се доживее во просторот, да се сподели, да има реакција од публика. Значи, еден сосема нов концепт во тоа што јас го творам, мислам во мојот медиум. А сега годинава почнав музичка соработка. Со Филип Букрешлиев, тој е џез музичар, пред се е многу добар џез музичар со кој што видов многу добар потенцијал за како би можеле заедно да направиме еден амалгам кој што ќе биде
доста моќен и свеж и интересен. Пред се, многу ми е забавно да го отворам тоа што го отворам во периодов. Спремаме албум, музички албум. Навистина не знам како се вика жанрот точно и дали има музичка поезија или поетска музика или всушност музиката и поезијата има ли граница и така натаму. Меѓутоа да го наречеме музички албум, каде што ќе членуваат, мислам ќе учествуваат и повеќе музичари со различни инструменти, така да ова ми е многу ново искуство каде што веќе треба да размислувам изборот како ќе легне на музика, со звукот, каков ќе биде тој танц и како таа динамика баш добро да се одреди за да нели делото си ја постигне поентата. Тоа ми е многу креативен, возбудлив, интересен процес целата баш летово и сето тоа ќе поентира всушност во септември, на 22 септември во Буква го имаме првиот настап со тој нов интересен амалгамиран материјал. Така да бојром. Добро, се допаѓам сум тоа што се бавите со нешто, бидејќи целото општество е паднато во апатија, убаво се слушне кога некој се уште продолжува да твори, да создава. Секако, да. Девојки, ви благодарам за гостувањето. Се надевам во иднина повторно ќе имаме различни теми на кои што ќе разговараме. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи. Почитувани гости, драги пријатели, добро вечер и добродојавте. Како советник на Министерството за култура, вечерва ја имам честа да ја отворам првата самостојна изложба на Марија Трбевска. Нејзиниот предлог беше јас да бидам учесник и субјект на овој ликовен проект, насловен како Слободен влез. И јас со задоволство прифатив. Изложбата се случува по повод добивањето на наградата четирите мајстори на модернизмот, која Марија доби за сликарство. Ја повикувам да ви се обрати. Почитувани колеги, драги гости, истражувајќи го присуството на луѓе на ликовни изложби во државните културни институции, уметничките галерии и музеи, забележав дека бројот на посетители е многу мал и дека нема голем интерес, особено од млада публика. Состојбата на празни галерии ме наведе да забележам дека еден човек е постојано присутен и им дава важност и смисла на сите ликовни излагања. Ако редовно посетуваме културни настани, не е тешко да го забележиме овој човек и да го видиме неговото присуство во континуитет. Не е тешко ниту да заклучиме и да се согласиме дека тој е човек со најголемо визуелно искуство што се однесува до восприемањето на ликовни дела. Тој има впечаток дека бројот на посетители, представници од културните институции, комисиите за култура на град Скопје, историчари и теоретичари на уметност, советници за култура и слично на ликовни изложби. Посебно кога излагаат млади уметници. Тој посетил многу изложби. Присуствувал и на многу предавања за современа уметност и работилници за проекти, но не успел да ги спои со практиките и работата на институциите. Јас одлучив да му верувам на заклучокот, на мислењето, да го прогласам за мој советник за култура и да му се заблагодарам на интересот и потребата да го одржи континуитетот на присуство, оти за него вратите се секогаш отворени. Како и за сите нас, влезот е слободен. Ви благодариме на вниманието и ја прогласувам изложбата за отворена. Проектот е поддржан од Министерството за култура. Јас се викам Тодорчо и ништо повеќе. Не е потреба да кажам това.
будиме со болки во грбот и вкочанети рамена, стиснати вилици и дланки во тупаници, позајмени ставови и неасфалтирани одлуки. Се будиме со изабени дробови, непроодни темпераменти и непрецизни натални карти. И сите отпадни води завршуваат во грлата на нашите пророци. Ја скрши ви последната чаша за вино. Мојот дом ме одбива ко диво месо во спалено црево и бездомничам надвор во смогот. Ко стопено огледало на секаде изјапам, течам и капам. Меѓу мене и мене се е кажано. Во градот со две нозе од земени, во дробки преполовени, се инатак, лева и десна, лева и бесна. Смејата се уште звони, но нашите феромони имаат вкус на тешки метали и панични напади. Јас бев хибрид што пожаруваше истрошени светови. Јас сум хибрид, натопен од чешмата која упорно капе. И кој знае дали некогаш повторно наполно ќе се изсушам. И кој би знаел дали некогаш повторно ќе ти ја запалам цигарата свету. И никој не би знаел дали некогаш повторно со пламени јазици ќе излижам твојата болка. Јас би се да продадам и песнава и мачарот и стравот и сите ретки портрети на траума и радост. Ама не можам баш да ставам цена на една полуизедена младост. Се будам со болки во грбот и вкочанети рамена, стиснати вилици и дланки во тупаници, додека пролета се бори за се вселенски правдени во моите темелно дезинфицирани градни комори. Мене ми се газат тревници, ми се вреска виолетово. Ми се бега и ми се враќа, ми се бега и ми се враќа, и затоа останувам и живеам во неоцвиреното.